Да, ќе продолжиме со 24-та глава и така ќе одиме до крај цели глави со исклучок на 28-та, мислам дека ќе треба да ја делиме. Во овој текст што го прочитавме, како некаква така поважна тема, се издвојува една пропуштена можност. Има народна поговорка, мудрост која вели кога можноста ќе ти зачука на вратата, искористи ја, зашто не знаеш дали повторно ќе зачука. И ние знаеме многу добро да ја примениме таа мудрост во светскиот живот, која ќе ни излезе некоја можност, гледам вечнаш да ја зграбчиме. Меѓутоа во овој текст гледаме една друга можност, која имаше подруг карактер. Всушност имаше можност на Павле да го сподели Евангелието и тој многу разумно, многу одговорно ја употреби таа можност. И од друга страна пак имаше еден римски управник на кого му беше дадена можноста да го чуе Евангелието, беше исправен пред избор и тој ја пропушти таа можност, тоест рече во друга прилика ќе размислам, во друг случај ќе решам што да правам. Така да можностите во духовниот живот се една од темите кои го преокупира овој текст, иако секако дека како една главна тема која се протега уште од 23-та, 4-та, 22 глава се судските процеси. И тој последен дел на книгата Дела, која е посветен на одењето на Павле од Ерусалим до Рим. Меѓутоа, како подтема овдека, како што кажав, се можностите и има една парадоксална димензија која честопати ја среќаваме во Библијата. Еден судија кој ја имаше власта овдека на земјата, во конкретниот случај имаше власта над Павле, дали да го ослободи или да го осуди. Во истото време тој судија беше исправен пред судот, пред Божиот суд. И овдека во текстот неколку пати гледаме и кога Павле ја даде својата одбрана и во тие приватни разговори што ги имаше со Феликс, говореше за воскресението од мртвите, а во тие приватни разговори Лука вели три теми, за три теми разговараше. За правдата, за воздржувањето и за идниот суд. Многу конкретни три теми во разговори меѓу Павле и тој римски управник. И пишува дека слушајќи за правдата, воздржувањето и идниот суд, тој управник многу се уплаши, се растрепери, беше многу допрен од тоа што го слушаше. И сепак реши да ја одложи одлуката. Рече, за друг пат, ќе размислам за тоа. И затоа во овој текст можеме да видиме еден многу така силен апел, кој присуствува целата Библија воопшто, да не се одложува одлуката што треба да се донесе денес. Да не се одложуваат одлуките за нашата посветеност кон Бог. Во 2 Коринтини 6:2 пишува: еве сега времето е благопријатно. Сега е денот на спасението. Не утре, туку денес. И тој момент, елемент на итност во земањето на решението го гледам и овдека во овој текст, и во исто време има едно предупредување на опасноста доколку не одговараме, доколку не одговориме денес. Ке видиме, текстот завршува трагично. После 2 години на средби со Павле, Феликс си замина. Историјата, она што е како запис за него во историјата, не е многу надежен. Но кој е Феликс? Бидејќи тоа е како главна улога во овој текст, да го видиме неговиот лик. Интересен лик е. Неговото име значи среќен човек, среќник. И неговиот живот како да одговара на неговото име. Тоест, настанете во неговиот живот
така погледнати од човечка перспектива, од тоа што за нас значи, за човекот, среќен човек, животот на Феликс го задоволува тоа разбирање. Иако е роден како роб, некако паднал во очите на Клавдиј, идниот император во Рим, го ослободил од робство, му дал слобода, го зел под своја закрила, како се однесол кон него како кон своје дете, му возможил да расте целиот живот во императорскиот двор. И таму стекнал многу контакти во Сенатот, дури му бил уреден и брак со една од внуките на извесен римски император, на Марк Антоний, оној кој бил оженет со Клеопатра. Тој стапил во брак со внуката на тој брачен пар. И со тоа уште повеќе се засврстиле неговите врски во високиот политички свет на империјата. А кога Клаудиј станува император, го назначува за управник, римски управник, во Јудеја, тоа се случува 52-та година. Историчарите за него пишуваат дека бил жесток управник, тиранин, со сила. Со сила се справувал со бунтовниците, со сила воведувал ред, бил познат како тиран. Кога дошол во Јудеја, не бил добро пречекан од јудеите, од властите, секако. И во текот на неговото управување таму станува, тоест зима нова жена, јудејка, Друсила. Некои сметаат за да ги придобија симпатиите на евреите, меѓутоа таков резултат нема, останува тој негативен однос кон него и поплаките од еврејските власти стануваат се посилни кон императорот и кога Нерон веќе го заменува Клаудиј, решава да го повлече, поради големото незадоволство во Јудеја, да го повлече Феликс во Рим и тогаш е назначен, како што завршува ова 24 глава, Порций Фест за нов римски управник. Тацит пак, пишувајќи во својата историја за Феликс, вели дека уживал во суровоста и, интересно, ја користел моќта на владетел со ум на роб, со менталитет на роб, сакајќи да каже дека иако му била дадена слободата до крајот на животот, тој се останал со робскиот менталитет, еден роб кој добил власт на управник. И така, тоа е добро, нели, да го знаеме, тоа бидејќи нештата кои овде како ги видиме, така одговараат на неговиот карактер, на неговото разбирање на власта. Тоа што Павле ќе го каже овдека е соодветно, тоа е Евангелие, тој ќе го сподели Евангелието на благодата, но на еден многу специфичен начин пред овој римски управник. Така, тој е човекот пред кого Павле застанува да биде суден. И Друсила, ќе кажеме нешто за неа, малку подоцна. И тоа третото судење, првото беше пред храмот, веднаш откако се нафрлија над него да го убијат, тој е претепан, меѓутоа решава да се обрати кон толпата, потоа во тврдината на римските војници, каде што е повикан Синедрионот. Сеќавате, нели, минатиот пат го гледавме тој судски процес кој завршува хаотично, со кавга меѓу садукеите и фарисеите. Се прави заговор против него да биде убиен и затоа Лисиј, римскиот илјадник, офицер, решава да го премести во Кесарија, каде што е римската управа за Јудеја во тоа време и таму на побезбедно да биде чуван. И така завршува, нели, 23 глава, со едно писмо што Лисиј го праќа до Феликс, во кој што ја објаснува историјата на судскиот процес и завршува со една констатација негова лична дека Павле е невин. Така завршува тој процес. И го прифаќа Феликс во Кесарија и му вели нека дојдат представници од Ерусалим и тогаш ќе бидеш повторно суден. Тогаш јас како римски управник ќе решам што ќе се случи со тебе. И
Тоа е моментот каде што почнува 24 глава. Доаѓаат во Ерусалим, од Ерусалим доаѓа една угледна делегација, гледаме таму е Анани, тоест првосвештеникот, главата на главното судско, политичко и духовно тело во Ерусалим. Ананија, меѓу другото, во тоа време бил веќе постар човек и решил да тргне на еден пат кој не бил воопшто пријатен од Ерусалим до Кесарија, пат кој е познат по ридишта, пустини, но решил да отиде, што говори колку биле заинтересирани, колку им било важно на евреите да се справат со Павле, да го осудат и, ако може, да го ликвидираат. И за да бидат посигурни дека сега ќе се представат добро пред римскиот управник, а римскиот управник е главното судско тело во римската провинција. Римскиот управник е оној кој што треба да го даде конечниот збор пресудата според римското право. И за да бидат сигурни дека добро ќе се представат, со себе зимат еден говорник или реторичар, тертил, тоест адвокат, еден многу добар познавач на римското право и во исто време, нели, добри оратори. Филозоф, човек кој што со своето убедување, говорно убедување, нели, треба да извојува некаква полза во тој судски процес. Така да си платиле, си најмиле еден добар оратор за да го обвини Павле. Тоа е намерата во овој судски процес. И како започнува говорот или обраќањето на обвинителството? Прво, Феликс дава можност на обвинителите, сосема нормално, тие треба да ги изнесат обвиненијата, а потоа одбраната, обвинетиот треба да се заштити. И како се обраќа? Со така ласки кон Феликс, кои воопшто не одговараат на неговата природа и начин на управување. Вели, секогаш насекаде со голема благодарност признаваме, што воопшто историски не е точно, воопшто немало благодарност, јудеите не го сакале Феликс воопшто. Вели, благодариме преку тебе, признаваме, многу почитувам Феликсе, кај нас има пол мир. Да, а во тоа време навистина имало најмногу бунтовници кои се бунтувале против Феликс. Не. И признаваме дека преку грижите твои, какви грижи, тој користел само силата, аргументот на силата. Преку грижите тој на овој народ му се дели вистинска правда. Ова е обично лигавење. Меѓутоа, тоа е идејата и на тој риторик со ласкави зборови да го придобие Феликс на своја страна и така да издейства пресуда против Павле. Но, вели, за да не одземеме многу време, те молам да мислиш на кратко со твојата кротост. Знаеме колку си кроток и сметаме на твојата кротост да не изслушаш. Така. И во продолжение ги изнесе обвиненијата кои се три, издвоени се три конкретни обвинувања. Едно е политичко, првото, а потоа другите две се чисто религиозни. Првото политичко обвинување. И вели, утврдивме дека овој човек е чума. Тој збор, чума, или лоимос, значи бедствие, тоа е смртоносно заразна болест која пустоши. Како се вика тие во средниот век кога се шириле такви болести. Тоа е во политички поглед. Тоа е вистинска пакост. Смртоносна болест. Тоест, го обвинува за политички амбиции, тоест политичка дејност. Крева бунтови против сите јудејци во Вселената, во целиот оди на секаде на Римската империја. И каде што ќе најде јудеи ги организира против римската власт. Тој е многу опасен политички агитатор и деец. Вистината, на вистина, не низ Римската империја, но во Јудеја во тоа време имало многу политички агитатори кои
преку агитација се обидувале да го кренат народот во бунт против Римската империја. И навистина Феликс имал проблеми со такви бунтовници. И така, знаејќи ја таа политичка реалност, првото обвинение кој се изнесува против Павле е дека тој е таков, токму таков политички револуционер кој се бори против империјата, се агитира, дошол сега овдека во Ерусалим, тука во Ерусалим, да организира бунт против империјата. Второто обвинение е религиозно и го обвинува дека е предводник на ерес, на назарејската ерес. И која е целта се на таквото обвинување? Зошто едно чисто религиозно обвинување би го потребало овдека? Да, имало назарејска секта во тоа време, која била впишана во римскиот закон во списокот на забранети религии. Зашто евреите многу се бунеле против таа назарејска секта и издействувале да биде запишана во списокот на забранети религии. И сега го обвинуваат Павле дека тој е водачот на таа назарејска секта. И навистина според римскиот закон, доколку тоа е вистина, Павле би требало да биде осуден, зашто римјаните имале список на дозволени религии, јудаизмот е во списокот на дозволените религии и список на забранети религии. Назарејството е на забранетата религија. Затоа велат, тој е нивниот водач и треба да биде, тој не е јудеин, тој не го проповеда јудаизмот кој вие го признавате. Тој проповеда ерес и затоа треба да биде осуден. И третото обвинение кој што го изнесуваат е дека сака да го оскверни храмот. Сака дори храмот да го оскверни. Се овдека и ова обвинение е измислено, бидејќи Павле отиде во храмот за да принесе жртва и против него беа изнесени клевети кои не беа вистина и тамо ако некој го наруши законот за храмот, тоа беа јудеите кои намислеа во храмот да убијат невин човек. Тоа е вистинското кршење на законот. Но како и да е, Павле ќе даде одговор на сите обвинени, то на мест неговиот одговор ќе биде многу така точен, многу ќе биде прецизен, со добри аргументи. И на крајот дава едно резиме Тертил, кажува, нели, како се одвал судскиот процес до овој момент и Лисий немал смелоста да го осуди, затоа сега ние сме овдека пред тебе, бидејќи ти си посмел и поправеден, па ти самиот, вели, ќе ја видиш вистината, нели? Ти самиот ќе испиташ и јас те убедувам дека кога на крајот ќе чуеш се, ти самиот ќе стигнеш до убеденост дека Павле е виновен. Не. И тука импутира малку кон Феликс како треба да реши која е вистината. Ти би требало сосема нормално, ако си праведен судија, да стигнеш до истите обвиненија до кои што ние нели сме овдека стигнати. И на крајот пишува дека сите што се таму, првосвештеници, јудејци, сите само цело време климале со глава. Да, така е навистина, така збори. Треба да има превод дека тоа е политичката елита, духовната елита. Тоа е духовните водачи на Ерусалим, кога говорил овој, кога ги изнесол овие лажни обвиненија, само кимале со главата и веле, навистина е така, да, добро збори. И му се дава на Павле сега можност, Феликс одмавнува со рака, наместникот и му дава знак да зборува. И тој му се обраќа и неговото обраќање, да учти во обраќањето на Павле. Тој воопшто не говори каков управник е. Тој се повикува само на стажот што го има таму во Ерусалим, во Јудеја. Знам дека од пред многу години си му судија на народот. Знам дека имаш искуство овдека. Феликс е дојден 52 година во Јудеја, ова се случува некаде 57 година, 58 година. Значи веќе 6 години е таму управник. Со други збори сака да му каже, многу добро ти ја знаеш овдека целата политичка ситуација и духовна ситуација познаваш. Затоа јас со сосема слободно сега ќе ти зборувам за тие аргументи што ги изнесуваат. Така да уводот на Павле е во контекст на неговата објективност. Ти можеш објективно да процениш, бидејќи
не си од вчера дојден. Во однос на првото обвинение дека јас сум некаков политички водач. Ти можеш да знаеш дека јас пред 12 дена сум дојден овдека. За 12 дена може ли некој да организира преврат? Тоа е нелогично. Сосема нелогично. Не. И тоа е прво, тоа е нелогичноста. За 12 дена кој може да организира преврат. Од друга страна, другиот аргумент. Кај им се доказите? Значи, нити во храмот ме чул некој да говорам политички. Нити нити бунт да кревам меѓу народ, нити по синагогите, нити во градот. Најдете ми еден сведок овдека што ќе ги потврди овие обвинувања. Кој може да го докаже она што сега се зборуваше за мене? Во римското право, секое обвинение треба да биде подкрепено со сведок, мартир. Треба да има сведок. Така обвиненија дадени од рака фрлени не се прифаќаат. Со други зборови, уште на почетокот, нивните обвинувања паѓаат во вода. Кај се сведоците? Тој се повикува на сведоци во цело време. Зошто не донесат сведок? Нека застане овдека некој, да каже како сум чул да зборам. Се плашат да донесат сведоци. Потоа второто обвинение за водач на Назарејската ерес. Но ти признавам, си признавам јас. Признавам дека сум според учењето. Тука зборот е патот во оригиналниот текст. Јас признавам, со други зборови, Павле, признавам дека сум христијанин. Тоа не го крием. И се во тоа време немало збор христијанин. Зборот што го употребувале бил патот, луѓето на патот. Признавам дека сум човек на патот, човек на Христос. Не сум на законот, не сум на некои идоли, на Христос сум. Христос како патот, нели? Единствениот пат до Бог. А тие го нарекуваат ерес. Ај сега да видиме, и тоа е многу силниот аргумент, ај да видиме што е ерес. Да видиме дали моето учење, кој јас не го одрекувам, не одрекувам дека сум христијанин ерес. Му служам на Бог на татковците наши. Дека верувам во се што е напишано во законот. Зашто Христос ништо не наруши од законот. Христос е целосно во согласност на законот и пророците. Тоест, законот и пророците сушност водат кон Христос. Како може да биде тоа иновација, како може да биде тоа ерес, кога целиот Стар Завет, законот и пророците всушност сведочат за Христос. Се надам на Бог дека ќе има воскресение на мртвите. Јас тоа го проповедам. И ај некој сега од овие јудејци да каже дека тоа е ерес. И продолжува. Тие самите овдека, овие што ме судат, го очекуваат тоа воскресение. Во што ова учење е ерес. И затоа се трудам секогаш да имам чиста совест пред Бог и пред луѓето. И сега, сите овие работи што овдека ќе кажува Павле, потоа ќе ги видиме сумирани во проповедта, во разговорите што ќе ги има лично со Феликс. Христос, како исполнување на законот и пророците, воскресението од мртвите за суд и еден живот сега, посветен живот, достоен живот за Бог. Јас се трудам да имам чиста совест пред Бог и пред луѓето. Проповедта ќе видиме што тој ја кажува пред Феликс, потоа ќе биде за правда, воздржаност и иден суд. Веруваме овдека, уште на судскиот процес, Павле ги вклучува сите тие елементи насочен кон Феликс, кој потоа во лични разговори ќе му ги каже многу така појасно и полично. Така тоа е второто обвинение. Може ли да го наречете ова ерес? И третото обвинение за храмот. Јас дојдов во градот, не за да го нарушувам, не да го сквернавам храм. Јас дојдов да донесам помош. И за тоа ќе најдеме сведоци, ако сакате. Так, ќе ги викнеме луѓето кои добија
помош, пари кои добија од останатите христијани. И потоа отидов во храмот. Како според законот да се очистат. И тогаш некои јудејци од Ефес, од Азија, ме обвинија дека хулам во храмот. И сега, каде се тие? Тие требаше, вели, да дојдат овдека, пред тебе, да ги видиме кои се тие јудејци, кои ме обвинија. Тие требаше да дадат пред тебе, да ме обвинат ако имат нешто против мене. Со други збори, нема сведоци. Се она што го збореше Терти беше супер говор, филозофски, добро ораторство, ама кај се аргументите? Кај се сведоците? Ништо нема од сето тоа. Да. Нека кажат, еве и ови овдека што се сега, нека кажат каква неправда јас сум сторил. Или подобро да си признаат дека јас сум овде само поради една причина, поради воскресението од мртвите. Поради на таа тема прекина процесот кај Лисии. Тие се испокараа меѓу себе, има ли воскресение или нема воскресение. Околу тоа се сврта се. Ако сакате, ајде ќе продолжиме за оваа тема. Ако тоа е причината зашто сум овде, да дискутираме. Гледате ли каков е и повторно воскресението од мртвите? Затоа вие ме судите денес. Околу тоа беше спорот. И тоа е говорот на Павле. Правда, светост и воскресение и суд. И кога завршува со говорот Павле, Феликс очигледно е дека не наоѓа никаква вина. Тој го одложи делото, бидејќи добро знаеше за тоа учење. И повторно патот е овдека зборот. Нели? Ходон. И рече, ке го разгледаме делото, ај нека дојде и заповедникот Лиси, па заедно со него ќе го разгледаме делото. Феликс добро разбра дека Павле не е виновен. Јасно му беше дека нема целосна основа има да го оправда Павле. Меѓутоа, исто нешто друго разбра. Разбра дека Павле нема политичка тежина. Дека не е ниту водач на некакви групи, нема, тоа е некаков си таму, за него, беззначаен проповедник. Од другата страна, луѓето од Синедрионот имат политичка тежина. Тие праќат писма, извешта и мислења за неговото управување во Јудеја. Затоа, вели, нема да го ослободам, нема да го осудам, ќе го чекам Лиси. Дали дошол Лиси, некој пат не знаеме, Лука не ни пишува, јото се бара изговор за одложување на делото, прави компромис, со други зборови. Со цел, за своји политички поени. Интересно дека тој е запознаен со патот, тој е запознаен со христијанството. Тој е во Кесарија каде што има силна црква христијанска. Една од најстарите цркви е таму. Таму е Филип, благовестникот, во таа црква. И очигледно дека Феликс не гледа ниту вина, ниту пак опасност кај Павле, зашто на крајот кога ги дава инструкциите, му дава известна слобода. Да, ќе го чува стотник, меѓутоа слободно е да го посетуваат, секој што ќе го сака да се грижи за него, тој е како во неков притвор, меѓутоа со слободата да се среќава со луѓе. И Павле таму 2 години сигурно бил посетуван, бил во контакти со црквата во Кесарија. Тоа покажува каков е односот. Тоа се покажува дека Феликс не наоѓа вина и сепак не го ослободува. И бил заинтересиран за учењето, зашто пише дека по неколку дена дојде со својата жена Друзила, го повика и слушаше од него за верата во Христос Исус. Очигледно дошол и рекол, кажи ми нешто сега, ти да видам, повеќе за верата во Исус Христос. Тоа е, кога Павле ке чуе за верата во Исус Христос, тој не може, а да не збори. И тој таму со својата жена Друсила, и таа интересна личност. Друсила е ќерка на Ирод Агрипа, оној Ирод кој го запознавме во 12-та глава, оној што губи Јаков и го затвори Петар.
И потоа во Кесарија кога отиде, така влезе со својата царска слава и сите му се восхитуваа, му оддадоа поклонение како на Бог и тогаш Бог го усмрти со болест. Тоа е тој. Бракот меѓу Феликс и Друсила, тоа е трет брак на Феликс и втор на Друсила, бил Понс, нели според и Јосиф Флавий, нели говори за тој брак, бил со интриги, со скандали. Друсила била позната како убава, многу убава жена. Уште на млади години, на 13 годишна возраст, била омажена за некој се анонимен сиријски цар. Меѓутоа, кога дошол Феликс во Јудеја и се запознал со неја, ја посакал за жена и Јосиф Флавий пишува во неговата историја дека ангажирал некој магиосник кој прави магија од Кипар, да направи магија, така да ја заслепи некако Друсила и да ја убеди да му биде жена. И тоа се случило, нели? Таа се разведува од тој сиријски цар и станува сопруга на Феликс на 16 годишна возраст, овдека некаде на 18 години, кога се случува сето тоа. Така да и низиниот живот, и историјата, така, семејната историја полна со скандали, кога ја обедувал Феликс, нели така вели Јосиф Флавий, многу ја користил својата животна приказна како аргумент и своето име вел, гледаш каков среќен живот имаме, колку сум среќен, ако сакаш и да бидеш среќна, ќе ме земеш мене за маж. И така, значи таа ќерка на тој Ирод, а пак внука на оној друг Ирод Агрипа кој Христос го нарекува лисица, зашто буквално го украл животот на неговиот брат и му зел жената, па затоа и Јован Крстител го обвинува и губива Јован Крстител. А пак прадедо на Друсила е Ирод Велики, оној што ги уби бебињата во Витлеем. Така тоа е историјата на Друсила. И тој брачен пар пред кој се станува Павле. Феликс и Друсила. Луѓе без никаков ниту правда, ниту интегритет, никаков живот. Не знаеме Друсила на 18 години колку навистина била заинтересирана и таа е таму. И Павле сега застанува пред тие двајца луѓе и неговото говорење е многу јасно, многу безкомпромисно, не е некво општо суво излагање за христијанството, доктрините на христијанство. Тој пише во Лука, говори конкретно за правда, воздржување и за идниот суд. Конкретни теми. Тој говори за правда пред еден човек кој е правдата во тоа време во Јудеја. И знаејќи го учењето на Павле за правда, верувам дека тоа не било поинаку, ова што го кажа, од тоа што тој го има изградено во тој библиското учење, нели неговите посланија. Правда, што е вистинска правда? Правда од аспект на Бог, правда од аспект на нашето прифаќање од Бог, правда пред Божиот суд. Тоа воопшто не е онаа правда што Феликс ја раздава. Божјата правда е задоволување на Божиот стандард, објавен во законот. Совршена една светост кој човек не може никако самиот да ја задоволи со своите дела, со закон, со усилби. Не може да ја добие да стекне како позиција, како што од дроб си станал едноставно Феликс, од дроб станал управник, не може сега, бидејќи станал управник, така да добие и правда. Не, благонаклонетоста пред Бог не се добива поради позицијата или затоа што си многу среќен, како што се сметал Феликс. Правдата е благодат, е милост. Само по благодат човек може да биде прифатен за праведен од Бог, објавен за праведен од Бог. Кога човек ќе поверува, бидејќи темата е верата во Исус Христос. Што е верата во Исус Христос? Верата во Исус Христос е оправдувањето во Христос. Секој што ќе поверува е признаен за праведен и целосно прифатен
праведен според законот и целосно прифатен од Бог. Тоа е темата за правдата. Божи дар за грешникот. И така сигурен сум дека така Павле им е обяснил правдата на Феликс и на Друзила. Како тие двајца безпомошни грешници, чијшто живот е полн со неправда, да бидат оправдани пред Бог, да станат праведни во Божите очи. Им говори за воздржаност. Воздржаност во смисла на свет живот, во смисла на еден живот кој што е угоден на Бог. Тоа е воздржаност во свет. На двајца луѓе чијшто живот се полни со скандали, полни со похоти. Таа воздржаност може човек да има единствено пак само преку верата во Христос како плод на Христос, на Духот во нас. Човекот кој е оправдан, човек кој е целосно прифатен, човек кој живее со верата во Христос, тој човек го има Духот кој во него произведува воздржаност, кој во него дава плод, кој води до поинаков живот, живот во светост, живот кој е угоден на Бог. Без тоа не е возможно човек да се промени. Без тоа човек не е возможно да го живее животот на воздржаноста. Тоа пак се случува по благодат. По благодат е оправдувањето, по благодат е и светиот живот во Бог. Кога ние ќе поверуваме, влегуваме во еден процес на осветување кој е прогресивен. Знаат луѓето да нарекуваат како минато, сегашно и сегашен аспект на спасението. На крстот, оправдани, сега во осветување, а потоа доаѓа идниот суд. И нели тука гледат и трите аспекти. Временски може некој да го разграничи, меѓутоа тоа се едно дело, едно дејство се, кое на крстот се изработува целосно. И тоа го говори. Павле има смелоста пред двајца луѓе да им ги кажува тие работи. Знаете ли, денес да застанеш пред човек, не се воопшто пријатни тие теми да ги кажуваш. Воопшто не се пријатни. А Павле застанува пред оно од кого што зависи неговата слобода и неговиот живот. И му вели за Божјата правда, за воздржаност, им вели, и знаеш што, има и суд, дури за судот му кажува. Ти си тука суди, ама да знаеш дека сите ние ќе воскреснеме еден ден. Праведни, неправедни, тоа го кажа на судскиот процес. Праведни, неправедни ќе воскреснеме, зошто? Да дадеме отчет пред Бог. Неправедните ќе бидат судени по Божиот стандард, според Божиот суд. Зашто Бог не е како тебе управник, кој решава, може да направи компромиси со јудеите, мене да ме остави уште во затвор. Не, неговиот суд е совршен. И само праведноста во Христос не избавува од тој суд. Само во Христос можеме да бидеме спасени од тој суд. Му кажува се. Во тие три збора, правда, воздржување и иден суд, Павле го представува целото Евангелие, целата вера во Христос. Тој сигурно му кажал, единствениот начин ти да бидеш спасен од судот што доаѓа, единствениот начин за да бидеш прифатен од Бог како праведен е ако ти поверуваш во Исус Христос. Сигурно му го кажал. Павле не ја пропуштил таа можа. Знаете ли зошто? Не заради некоја друга причина. Зашто тоа беше грижата и копнежот на Павле. Тој за тоа живееше. Тој живееше, прекусуваше континенти, мориња, во затвори одеше, во глад беше, во жет беше, тепан беше, каменуван беше, за да тоа да им го кажува на грешниците. И сега кога Бог го исправи пред Феликс, пред римски управник, тој не ја пропушна можност да ги каже сите тие работи. И јас верувам дека тој не им се карал таму, но како што го кажува на грешник, како загрежен за судбината на овие двајца крајно грешни луѓе, да бидат спасени. И пише во текстот дека, говорејќи Павле за правдата, воздржаност и идниот суд, Феликс се уплаши или овдека
оригиналниот збор почна да се тресе, почна раците да му се тресат. Пожолтал човекот, побледал. Тоа е описот на Лука што го дава како реакција. Навистина, тоа слово го погодило. Ги чу зборовите за правдата, воздржаноста, судот и почнала совеста да го обвинува. Тој разбрал дека нито е праведен, нито има воздржан живот, нито пак е сигурен пред Божиот суд. И што направи? Рече на крајот: ако ќе најдам време, ќе те повикам. Сега оди си. Ќе најдам време, друг пат, ќе збориме пак за тоа тема. Има време. Го одложи сето тоа, да. Пак не, в Сабајле имавме една, случайно се појави таа дискусија и сега малку бев предизвикан, викам сега да зборам ли нешто, да сменам ли овдека, а мојот принцип е, штом Бог ме водел вака да ја правам ова проповед, ќе ја кажам проповедта, тоа е сега. Нели, нема ништо, нели, не се случило, кој знае што, Тони и Емануел, бевме Сабајле и така зборавме за некои тие теме, и тоа е, Библијата содржи таа порака за итност, да не одлагаме. Од една страна да не одлагаме да го кажеме Евангелието. Зашто не знаеме во Божиот план што натаму се случува. И од друга страна пак не смееме, таа итност што ја содржи словото, не смееме ние самите пак да одложуваме решение кога сме повикани, кога ќе го чуеме Божиот глас, кога ќе разбереме повик, да одложуваме за понатаму. Има предупредување за таа итност. Не. Како што не пише во 2 Коринтияни 6 за самиот Павле. Еве сега времето е благопријатно. Ете сега е денот на спасението. Зашто, што се случи? Феликс слушна, се растрепери и рече, кој ќе имам време. И тој најде време, имаше време пак, понатаму. Пише што многу пати одеше кај Павле. Ама тој ефект веќе го немаше. Знаете ли зашто одеше понатаму? Се надеваш дека ќе добие мито од Павле. Веќе го не, дури немаше страв да бара и мито од него. Тоа беше одложувањето за понатаму. Не. Да. И текстот завршува 2 години подоцна, 2 години поминале, Павле се остана таму во тој притвор. Да, со некаква делумна слобода. И дојде Нерон и рече, ајде сега, враќај се во Рим. И според оно што го знаеме во историјата, неговиот крај не е многу така оптимистички. Неговиот крај е на секој загубен човек. Тоа е, во Евреите 4.7 пишува, денес кога ќе го чуете гласов негов, не стврнувајте ги вашите срца. И Павле тоа го пишува на луѓе кои се во верата и се повикани, кои почнале да се ладат, почнале да се враќат во законот. Сега јас ви, сега ви збори Бог. Не одложувајте, не стврнувајте ги вашите срца. Кога Духот ве убедува, покорете се на Бог. Прифатете го. Прифатете ја Божјата, кога ќе осознаете. Смирете се пред Него и правете го она што Бог сака да го правите. Има таква итност во Словото, зашто во нашата ограниченост ние гледаме на времето како на некаква долга категорија, нели? Има време постојано, но во Божиот запечатан план не знаеме колку трае тоа време. Никој од нас не знае. Посебно младите го имат тој проблем. Младите мислат дека времето не тече, тоа стои во место. Сите јас сум бил млад. Да, предноста на постарите е тоа што можат многу по-добро да ја разберат младост, отколку младите да ја разберат старост.
Во тоа сме во предност. И тоа е заблудата. Еден млад човек гледа до следниот викенд, подалеку не може да види од следниот викенд. Тие се плановите. Како секогаш да си бидат млади, и секогаш ќе бидат нели како млади, и секогаш ќе се и силни. Тоа е разбирање. И затоа младите го користат, млад сум сега. Сега е времето на задоволствата. Кога е млад човек, тогаш тој треба да си поживее. Дури нели ако треба како млад ако сака да стапи во брак, советите се, млади си, уште да си поживеете уште малку. Што значи тоа да си поживееш уште малку? Задоволства, светски задоволства. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот со нашето решение, со таа заблуда и влегување во стапицата на одлагањето за утре. Утре ќе е по-добро времето. Зошто? Зошто итноста за мене е светот. Тоа е човечката природа. Ние многу итно гледаме на тукашните, земските работи. Не одложуваме кога ќе ни се укаже некоја прилика за нешто земно. И се велиме, дај да не ја испуштам оваа прилика сега. Зашто нашиот ум, телесен ум, човечки ум, ги гледа тие многу добро приоритети на земјата. И сака да ги приграби. Да не ги испушти. Многу ќе се каеме после ако го испуштиме ова. Можеби никогаш повеќе нема да имам таа прилика. За некаква заработка, добра работа или не знам нешто друго. Некаква корист на земја. Некакво задоволство да го искусам на земјата. Августин, во неговите исповеди, што пише, ако сте читали, тој се плашел да се моли на Бог, кога бил млад, зашто си мислел дека Бог ќе му даде одвртност кон телесните задоволства ако се моли кон него. А тој толку многу сакал да има телесни задоволства. И сега, нема да се молам. Бог ќе ми даде некоја одвртност да ми се гадат земните работи. Не. Што си е сигурно. Нека да си живеам прво во тие задоволства, после, која ќе остарам, ќе се молам тој да ми дава сила за светост. Тоа е проблемот на човекот. Обземен, е конформизам, телесен конформизам. Да. Каде се нашите мисли? Тоа е прашањето. Во Христос или во нештата во светот? Знаете, копнежот, сега ќе ви го кажем како стар човек, не како млад, тој копнеш за задоволување на земното не исчезнува. Тој си продолжува. Никош нема да дојде времето кога кажем сега веќе не ми се живее за земните работи, ќе се посветам на небесните. Не. Зашто тој апетит си останува во човекот постојано. Затоа времето е, вели, сега. Денес. Инако, потоа ќе видиме во 25 глава, ќе дојдат други, ќе дојде еден порција фест. И тој, како и фест, знаеш, и Феликс и Фест во Библијата се како луѓе, како бродови, кои така ги гледате во темното, ќе се појават на светлината на месечината на морето, малку се под таа светлина на месечината и потоа пак одат во темното, исчезнуваат од погледот. И они се така епизодни улоги, со можности кои ги спуштаат и потоа продолжуваат. Има една историја која е позната од времето на англиската обнова, духовна обнова, посебно на универзитетот во Принстон. Арон Бур, како е внук на Едвардс, на Джонатан Едвардс. Тој бил повлиен, тој бил опфатен така од пробудувањата, духовните пробудувања во Принстон и одел на евангелизации. На една од тие евангелизации во студентскиот кампус во Принстон почувствувал силно дејство на духот. Копнеш кон Божјата милост, копнеш да го предаде срцето на Исус и решил да излезе надвор. И излегол надвор и по известно време рекол, се обратил кон небото, се свртал кон Бог и рекол: Господи, ако повеќе не се
занимаваш со мене, ако повеќе не ми досадуваш, јас ти ветувам дека и јас нема да ти досадувам. Со други зборови рекол, остај ме, не ми досадувај, не се ангажирај со мене. И подоцна тој раскажува таа своја приказна и вели, и јас го испочитував мојот дел, и Господ го испочитува неговиот дел. Не ме занимаваше. Да, тој изградил некоја кариера, меѓутоа за него е познато дека животот го завршува како самотен, очаен човек. Тоа е историјата. Јас верувам дека во Божиот план се е запечатено. Јас верувам дека Господ нема да изгуби нито една овца. Но јас исто така верувам дека нашите одлуки се важни. Јас верувам дека нашите решенија имаат последици. Јас верувам дека во нашиот светоглед ние имаме големата одговорност да ги одговорно да ги користиме можностите што ни ги дава Бог, не одложувајќи ги. Кога знаеме која е Божјата воља, треба да постапуваме според неа. И тоа на што не учи Библијата. Да, има многу работи кои ни се тешки во Библијата, ни се непријатни. Но знаете ли до кој момент тие се такви? До моментот кога ќе решиме да се подчиниме и да живееме според тие работи. И тогаш доаѓа насладата. Тогаш доаѓа тоа убедување. Кога ќе го покориме нашиот ум на покорноста на верата, на послушноста на верата. И така доаѓаат и тие можности како случајот со Павле. Тоа ми е запишано уште пред 4 недели, 3 недели овдека и ќе го кажам, кои не треба да ги занемаруваме како што Павле ги занемари. Кои имаме можност да споделиме, да кажеме, да не одлагаме за другиот ден. Да кажеме. Со верата во дејството на Божјата благодат. Да не дозволиме да станеме таа жртва на утрешниот ден. Зашто не може да има застој во христијанскиот живот. Такво нешто не постои. Или има напредок, или има уназадување. Застој нема. Ке земаме Господ на трпеза денес и ке се подсетиме пак на она што го зборевме. И ова многу важно, во многу аспекти, важно за тие што не веруваат. Не знам дали, може би нема таков, но ако има, добро се размисли, денес е денот на спасението. Денес е благопријатното време. Да се повора правдата на Христос преку вера, зашто тој на крстот таму ни ја подари неговата правда. И сегашното осветување, ова ми е како така еден вовет кон Господа Трпса, зашто се подсетуваме на Христовата смрт. Да, тоа е, ако оправданието е минато, осветувањето сегашен, и едното и другото се изработени на крстот во минатото, бидејќи и сега ние во нашето осветување сме во тој процес прогресивен, бидејќи ние сме сораспнати со Христос на крстот. Како што и Павле самиот пишува во Галатјаните. Не јас живеам, но Христос живее, зашто се сораспнав со Него. На крстот Христос ја зема нашата природа, ја распна со Него. И во нашата вера ние се поистоветуваме со Него на крстот. И таму нашиот стар човек умира. И кога Павле пишува се сораспнав со Него, тоа е продолжително време. Јас сум таму, мојата поход умира, бидејќи Христос беше на крстот. Со Него на крстот умира. Тоа нема да биде можно нашето осветување ако нашата природа не умира. Тој ни го даде духот и ја ослабнува нашата телесна природа. И на крстот ние сме ослободени од идниот суд. Тој ја зеде пресудата, која беше за нас наменета. Тој ја поднесе таа пресуда, ја истрпи таа пресуда, за ние да добиеме оправдување, ослободување од судот. И добро да размислиме на тие работи, за да не ги занемаруваме
можностите што ни ги дава Бог на земја, да не ги пропуштаме тие можности. И ова е една убава можност и јас верувам дека ако ни се отвори срцето, Духот действува, не подсетува, не поттикнува. И со благодарност да пристапиме, но и со една покрост, мекост, тој да действа во нас. И во тоа учество во елементите на Христовото тело, телото, крвта, лебот и виното, Светиот Дух повторно да ни проговори и повторно да работи во нас. За да го живееме животот, волјата што Тој има сега за нас.